Здраво, добре дојдовте во уште едно издание на Кво Вадис на Единствена Македонија. Денеска би се задржал малку, колку можам пократко, во мојата логореја и неспособност да бидам концизен во трката со наоружување, бидејќи има некои нови моменти кои мислам дека се презначајни и дека јавноста треба да се информира. Зошто и како што ќе смените, тоа е најлошата реченица за било што во животот. А што можам јас да сменам? Дечки, баш затоа што така се прашуваш, доаѓа до лоши работи. Се додека мислиш дека можеш да направиш промена, ти правиш промена, затоа што ќе делуваш, ќе лобираш, нема да гласа за ова, ќе гласа за она. Се додека си дефетист, тие ќе си ги спроведуваат агендите и тоа многу тешки. Некаде во 80-тите години, во времето на Роналд Реган, тогаш имаше повеќе председатели си по сменија после смртта на Брежнев на Советскиот сојуз. Роналд Реган, еден од најдобрите председатели, ја дигна малце на едно повисоко ниво и понадежно ниво односите помеѓу двете светски сили кои беа на раб на војна. Додуша, мора да се признае дека иако Горбачов веќе се враќа на сцената, тензијата во тој момент беше како во заливот на свињите Куба 62 година, кога во Куба русите ги распоредија нуклеарните тактички ракети. Ова е доста интересно за да ве потсети после и за руско-украинската војна. Секако светот се крена, американците, бевме на раб на нуклеарна војна 62, убаво е да ги погледнете документарците, па и има игран филм 3 дена кој го променија светот и Сакам да кажам дека се си има приказна, а се си има последици. Последиците можат да дојдат и децени подоцна за делата што се направени некогаш нема, пупу не се ваши. Она што сакам да ви го кажам дека во 80-тите бевме на раб на нуклеарна војна. Таа нуклеарна војна нормално го застраши целиот свет, може би беше дел од една пропагандна машинерија, но реално воено и политички, да, бевме на раб на нуклеарна војна. Сериозно бевме. Нуклеарната војна е војна која се води со атомски бомби кои се лансираат од подморници, од мобилни единици, значи камиони со ракети, или од силоси, тие се обично во самите земји и тие се интерконтинентални балистички ракети. Тие можат да прелетаат од едната до другата страна на планетава и да експлодираат на тоа место. Но додека да стигнат, тие им треба време. Најбрзо можат овие што се подморниците, најверојатно има подморници во Атлантикот близу американскиот брег, но тоа никој не го знае. Но кога се прави детанти, тоа треба да биде на она што е видливо, на она што е копнено, на она што е територијално, да се намалат тензиите за да може по-нормална живеачка да има. Од нуклеарната војна и до ден денеска нема спас. Значи, сите ракети лансирани од било каде, од било кој, 1000 да се уништат во воздух, една да помине, веќе е завршена работата, game over. Имаат се повеќе и повеќе развиваат и затоа развиваат големите сили противвоздушни одбрани, како што е Патриот на американците, неверојатно. Мислам, и тоа ќе напредува уште, кој може повеќе цели, мали ракети да ги гаѓа во воздухот. Тоа е интересно. Не само што, видите, противвоздушната одбрана не е да го погодиш, да ја погодиш целта. Туку, бидејќи тоа многу тешко, тука се огромни брзини, движења и тоа да го погодиш у моментот ти која ти е на цел, тој е веќе заминат. У милисекундата тој е веќе замина. И тоа е многу тешко за тракинг. Но затоа можеш да направиш една, оние флек canons, тие ги измислија уште во Втората светска војна британците, каде што експлодираат во воздухот со партикл, со чистички и ги уништуваат или авионите, или бомбите, или цепелините, зависи со што
напаѓаат тогаш германците. Така и овие. Значи, претежно создаваат експлозии или создаваат ситни мали проектили кои ги дестабилизираат или уништуваат, нели, оние кои надоаѓаат. Да го немаше ова, Израел така спаси глава. Хамас му испрати стотици илјади ракети. И против тоа многу тешко, но со Патриотот успеа. Колку толку. Но и тој Патриот, како и C-400, еден од најсовршените, мислам дека русите отидоа и C-600 веќе или го развиваат, не ме прашувајте. Тоа се исто противвоздушни системи, одбрана. Ракетите и не се нешто страшно. Страшно е радарот на системот на радар кој обработува повеќе цели во исто време, во многу краток. Тоа е, како да ви кажам, брзопотезен шах, секунди се во прашање. Вие мора да изреагирате. Колку е тоа автоматизирано, колку тоа ќе остане на вештачка интелигенција и сето, тоа е многу се прашања во иднината. Сакам мал вовед да ви дам за да ви кажам до кај е сега стигната работата. Русите имаат дури една таква, они сметаат дека најбитна стратешка цел е Москва, да се заштити Москва што е подобро од воздушен напад, од атомски бомби, бомбардери, ракети. И они, нели, покрај сите тие три зони на воздушна одбрана, која велат дека е најдобра во свет, но таа приказна пропадна во моментот кога Матијас од Германија со Цесна слета негде 90-тите години, почеток или крај на 80-тите, слета на Црвениот плоштад. Тоа беше шок и мислам дека е тоа, да, 80-тите, предизвика големи промени во војската, покажа многу дупки, неспособност, оној социјалистички, комунистички систем на бирократија и корумпираност, се ги покажа сите слабости и како се пропушти еден авион да им помине до тоа да дојде. Сега се сигурно надминати, но не се поминати. Не се поминати, пошто видовме и на 11 септември, како и кај американците исто се случи, авиони им лета, им се удира у згради, овие збунети не знаеа што да прават, што поправо да реагираат. И тоа се прашања кои морал, етика и стратегија, уметност на војувањето во највулгарна смисла. Но она што сакам да кажам е дека русите направија систем кога ништо нема да помогне од сите противвоздушни одбрани, прават завеса, ѕид, буквално, од нуклеарни експлозии околу Москва. И тие нуклеарни експлозии, тоа е огнена топка на магма, на радиација, на честички, на се, ни става тешко дека може да помине било што. Било каква ракета, било каков проектил или па уште помалку бомбардер, кои ден денеска се уште актуелни, тие бомбардери од многу високо, кои веќе ни радар не ги фаќа, па од таму да изфрлат некаков проектил, но и тоа додека падне му треба 5 минути ќе се детектира. И тоа е мачка глушест, тоа се стратегии, тоа е што зво финта. Воопшто не е наивно, овие имаат СУ, овие фантом, ово е подобар, ово е приказни за мали деца. Победува оној што има повеќе и подобра процесорска моќ, оној што побрзо ќе ја добие информацијата, а не авионот дали му летал побрзо или тенкот имал поголем оклоп. Стратегијата е таа што победува у војните, а не волјата, силата, срцето и така натаму. Александар Македонски победувал само заради изворедно добра, напредна, најпрогресивна во тоа време стратегија која ден денес се проучува. И сега стигнуваме до едно. Се во ова нуклеарна војна е апсолутно невозможна. Нема да се случи, затоа што не може да се случи, затоа што нема победник и затоа има толку оружје, никој да не го употребија, да го држи другиот во страна. Бидејќи ако еден пушти, другиот пушта и готово е после по автоматизам вака на целата планета и се ништи. Ништо не може да го спречи тоа. Само Господ со некое чудо, ако се случи и такво нешто, но може и да ни допушти ако сме толку улави. Никогаш не знаеш и треба да се однесуваме како да сме сами на себе оставени и дека мора да делуваме најдобро што знаеме и умееме. А верата да си ја чуваме.
во себе длабоко и таа да не води од тие алтруистички, тие хуманистички, тие љубовни побуди за добро на ближниот, па дури и на непријател. И сега ни се појавува една, после 20 години, повторно се враќа во игра Звездените војни. Војна од Вселената. Што значи тоа? Тоа имаше сателити. Сателити може да користат 3 оружја. Тоа се ракети со нуклеарна бомба, нуклеарна глава, ласери и ова е најновото. За нуклеарните ви кажав, за ракетите ви е јасно, не практични се, во Вселената се екстремни температури, па дал ке запали, нема да запали. Сега извадија нешто, ова е, не знам, срам ми е да кажам дека е гениално затоа што се работи за оружје за уништување. Се работи за метална шипка. Тоа е специјална легура, така ги нарекуваат Rhodes. Значи, како шаржер во сателитот има големи, тешки шипки. И се изфрлаат со огромна брзина и како паѓаат, они забрзуваат. Што е идејата? Идејата е метеорите што паѓале на земјата. Кога ќе ги видите оние големи кратери, немој да паѓате у несвест дека тоа било нешто многу големо. Напротив, тоа биле мали, но брзината, кинетичката енергија која ја содржале со својата брзина, предизвикува огромна штета. И сега замислите, имате железно, имате легура во облик на еден шило, лета, се збрцува, иде доле 20, 30, 50 метра без проблем, нема експлозија, нема радиација, нема хемија, нема боев отров, нема ништо, ама све е уништено и под него и околу него. И ова сега бара нови размислувања, затоа што ова е куршум од небо. Бидејќи со куршум ке, нели, панцир, ово, ама тоа се мали куршумчиња со ограничена брзина и некако. Но со ова што правиме? И ако ова тргне, ова сигурно ќе се употреби. Сигурно ќе се употреби. Против кого? Не знам. Може би против Хезболах во Либан. Так, една прецизно. Бидејќи ракета тешко може да го најде, а сателит многу повеќе може да гледа од озгоре. И тоа е, не знам, или недопирливи, Северна Кореја. Отиде Ким Јонг-ун. Но тоа може да предизвика лавина од реакции, па и повторно Трета светска војна. Но, ако ја забрза трката во вооружувањето повторно, црно ни се пишува. Не е во прашање само дали ќе се употреби. Знаеш, ние викаме, се само војна да нема. Така е. Ама каков ќе биде тој мир во едно милитаристичко ориентирано општество, каде што наративот, демократијата ќе биде насочена една вистина, една страна, едно гледање. Па ние сме битија создадени од Бога кој ни дал избор. Најмоćното она што го создало универзумот не е натерал да го сакаме или да го прифатиме. Наша волја е дал ке го прифатиме. Овде на земјата некој друг сака да завладе и да не натера, само да веруваме во една вистина. Многу лошо. И за нас, и за идните поколенија. Дали ќе биде? Благодарам за вашето внимание. Ова беше Кво Вадис на Единствена Македонија.